Новото сообраќајно поврзување на Кочани со населбата Оризари, што како еден од приоритетите беше најавен од локалната самуправа, ќе започне да се реализира наскоро. Активностите за продолжување на постојната улица Енгелсова се веќе започнати со објавената тендерска постапка за избор на изведувач на градежните работи. За реализација на првата фаза од пробивањето и асфалтирањето на оваа сообраќајница предвидено е да се потрошат близу 10 милиони денари. При тоа, парите ќе бидат наменети за расчистување на теренот од постојниот премин преку десниот магистрален канал во правец на Оризари. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидено е да се асфалтира коловоз со должина од над 470 метри. Дел од средствата се наменети и за обезбедување подземен одвод на атмосферската вода, за поставување бетонски рабници и останата придружна инфраструктура. Исто така, планирано е да се изгради и пешачка патека со павер елементи со вкупна површина од околу 780 метри квадратни. Со реализацијата на првата фаза, всушност ќе се постигне 50% од поврзувањето на Кочани со Оризари од овој дел на градот. Односно, за целосно современо сообраќајно спојување ќе останат уште околу 460 метри, што ќе се реализираат во втора фаза. Инаку, рокот за тендерската постапка за избор на изведувач на доизградбата на улицата Енгелсова е во тек, а пријавувањето на заинтересираните компании трае до 27 август. По изборот на фирмата која треба да ги обезбеди услугите, ќе биде потпишан договор со кој таа ќе се обврзе изградбата на оваа фаза да ја заврши во рок од 6 месеци. Тоа значи дека доколку не се појават објективни пречки во тендерската постапка, до изградбата на улицата Енгелсова би требало да започне есенва, а да се комплетира најдосна во почетокот на идната година.